Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитуван премиере, колешке Ели Панова, зарем не ти е срам? Зарем не ти е срам, прво, администрацијата да ја наречеш глувци, второ, да не наречеш нас, колегите, глувци, како немаш трошка срам. Ако ние сме глувци, тога што сте вие пратениците од ВМРО ДПМН? Робови? За кого робувате овде? Да го спасите лузерот? Ќе остане, тоа е човекот кој ќе ви остане запамтен како најголемиот губитник во историјата на ВМРО ДПМН, кој што нема добиено висока функција. Можете вие од тука да се тепате и до 2, до 3 и цела ноќ да седиме. И ќе седиме. Тој нема да биде на висока функција. Тогаш не знам дали вие ќе останете без мачор, бидејќи губитникот секако ќе ви оди од палатата. Ве боли тоа што Алијанса не најде плодна почва, односно не ви поверува, не го убедивте дека оваа држава со ВМРО ДПМН ќе биде подобра ако сте на власт. Ве гори тоа што влезот на Алијанса на албанците во владата ќе сватат граѓаните дека со вашето владење оваа држава е под робство. Устата ви е полна со луѓето кои се иселиле. Треба да се засрамите, колешке Ели Панова. Знаете ли вие зашто изгубивте во Маврово и Ростуше? Затоа што ве гласаа сите оние граѓани кои ги избркавте во вашето владење. Им дававте по 9000 денари плата и ги обувавте на избори секои 2 години да мора да ви носат гласови и да ви робуваат. Ете, затоа си отидо, затоа што нема услови за живење. Доказ за тоа ваше криминално владење е и шамарот кој го добивте вчера од Страсбург. Наместо да се засрамите од тие, одлуките на вашите полтрони кои ги има донесено за оваа држава, за вашите криминалци да ги спасите. Како не ви е срам? Никогаш веќе немој да спомнувате иселеници и не знам што, затоа што најголемиот дел, најголемата моја фамилија се исели во ваше владење и никогаш нема да ви го заборавам тоа. Има да си одговарате за сите криминали како и сите вие кои сте тука замешани во тоа.